Во пресред на предвремените парламентарни избори ја одржувам денешната пресконференција со цел да ги информирам и потсетам граѓаните за важноста на избирачкото право и начинот на остварувањето и заштитата на ова право. А од друга страна да ги предупредувам институциите и сите други за обврската и одговорноста од создавање на реални услови за овозможување и почитување на избирачкото право на граѓаните, како и правилата за фер и демократски избори. Истовремено и ефикасно ќе интервенираме во сите случаи на пријавување на повреди на човековите права, а истото го очекувам и од сите други надлежни институции во Република Македонија. Во тој контекст, уште еднаш ги повикувам, без исклучок, сите чинители на изборниот процес да ги почитуваат и спроведуваат правилата со цел на граѓаните да им овозможат избирачкото право да го остварат на слободни избори, со тајно гласање, без никакви уцени, притисоци и заплашувања. Само со остварување на избирачкото право на еднаков начин, на општи, непосредни и слободни избори, се добива неспорен и реален легитимитет. Секој има право да се изјасни за својата опција, без при тоа да трпи никакви последици. Граѓаните се тие кои одлучуваат. Никој не смее во нивно име, преку разни форми на притисоци, уцени и закани да одлучува. Токму затоа ве охрабрувам веднаш и без двоумење да ја пријавите секоја форма на притисок, прекршување на вашите права и на прописите покрај останатото и на отворената бесплатна телефонска линија 0700 54321 кај Народниот правобранител и непосредно во неговите подрачни канцеларии. Почитувани граѓани, не молчете. Бидете активни затоа што со пријавување го штитите вашето право, а истовремено придонесувате за демократичноста на изборниот процес во целина. Во тој поглед, за да можеме поефикасно и поквалитетно да ве штитиме, навремено информирајте не, за да вашите права како избирачи и пријавете ги сите притисоци и заплашувања како и злоупотреби. Со оглед дека само лицата кои што се запишани и се наоѓаат во избирачкиот список може да го остварат правото на глас, ве повикувам да извршите проверка и увид на податоците во избирачкиот список, зашто може да побарате совет и правна помош и од Народниот правобранител. Во тој сегмент ве охрабрувам да пријавувате какво била неправилност или забележување на податоци за лица кои по ниту еден основ не треба да се наоѓаат во избирачкиот список. Истовремено ја повикувам Државната изборна комисија да подготви квалитетен избирачки список кој нема да остави никаков сомнеш. Само на таков начин сите заедно ќе придонесеме за кредибилен изборен процес. Посебно се обраќам до тие што се на раководни позиции во институциите и до други лица во јавната администрација, да не се осмелат на каков било начин да вршат заплашување и притисоци врз вработените, да се однесуваат одговорно. Во спротивно, таквото однесување е недозволиво и подлежи на кривична одговорност.
Во ова насока ги повикувам вработените во администрацијата и сите други лица, без двоумење и страф, сознанијата за таквите действија да ги пријават до надлежните институции и до народниот правобранител, кој без исклучок ќе реагира и ќе ги гарантира тајноста на податоците. Ова се однесува и за сите други работодавци, кои меѓу другото на денот на изборите на своите вработени треба да им определат работно време, кое ќе им овозможи непречено остварување на правото на глас без користење закани и други форми на условување. Дозволете во ова прилика да ја нагласам потребата од поголема соработка пред се на Државната изборна комисија, Министерството за внатрешни работи и останатите надлежни институции во насока на спречување на какво било нерегуларности пред, за време и по изборите. За квалитетно спроведување на изборниот процес особено е важно извршната власт да предлага, непристрасно, да предлага, а Државната изборна комисија да обезбеди објективен и непристрасен избор на изборните органи и сите квалитетно да ги обучи, со цел одговорно да извршуваат должноста. Државната изборна комисија да не го усложнува остварувањето на правото на категоријата немоćни лица, болни лица и да овозможи нивен целосен опфат, без дискриминација и на овие избори да гласаат надвор од нивното живеалиште, односно во местото каде што престојуваат, болници, старски домови и слични установи. Подсетувам дека медиумите имаат клучна улога во заштитата на избирачкото право. Од тука, од особена важност е начинот на кој тие ги пренесуваат информациите. Повикувам на објективно, избалансирано и доследно информирање, придржувајќи се кон етичкиот кодекс за информирање. Истовремено, во пресред на кампањата за избори, Народниот правобранител упата апел до сите чинители во изборниот процес за неопходната потреба за водење сметка за најдобриот интерес на детето, воздржување од нивно инволвирање во изборни кампањи, при што медиумите особено треба да водат сметка да не прикажуваат снимки, спотови од кампањи и слично каде се вклучени деца, се со цел децата да бидат заштитени од политички и идеолошки манипулации. Ако слободните избори со тајно гласање се столбот на демократијата, тогаш обврска на сите чинители во општеството е да обезбедат реални услови за слободни и фер избори. Почитувани медиуми, вистинска плурална демократија не може да се постигне само со нејзино декларативно прогласување или со изјави. Туку, таа првенствено бара одговорност и отчетност на сите, а особено во овој случај на извршната власт.